Почитувани, власта во заминување на СДС и ДУИ непосредно пред избори подготвува два тендери во РЕК Битола од 9 милиарди денари. Имаме сериозни сомнежи дека еден од двата тендери веќе е договорен од врвот на власта, а како фирма која треба да го добие компанија која се поврзува со конзулна држава која е под санкции на Европска Унија. Овој конзулна држава под санкции на Европска Унија изминативе години, додека СДС и ДУИ се на власт, свртал неколку стотици милиони евра тендери во РЕК Битола. 7 години РЕК Битола е непресушен рудник за богатење на олигарсите на СДС и ДУИ. Во изминативе години СМ потроши стотици милиони евра на тендери за ископ на јаглен и ангажирање помошна механизација во 4 очи. И покрај тоа што СДС дојдо на власт со ветување дека СМ ќе набави собствена механизација за да се намалат трошоците за ангажман на надворешни компании, тоа не се реализира. Од овие мултимилионски јавни набавки на СМ во изминатиот период, најголеми придобивки имаат неколку компании, најчесто на тајкуните од земјите блиски до Русија и блиски до фамилијата на екс-премиерот. СДСМ и ДУИ на мала врата, незаконски и на сила, сакаат да спроведат тендер за набавка и увоз на јаглен од 6 милиарди денари, со кој ќе доделат тендер за ископ на јаглен и јаловина на омилената фирма на еден конзул на земја под санкции на ЕУ. Европскиот фронт е само на хартија, а во реалноста оваа власт дава милиони на бизнисмени поврзани со Русија и нивни сателити. Остануваат уште неполни 3 месеци до ослободувањето од оваа ненародна и клептоманска власт. После тоа, од кога земјата ќе се ослободи од стегите на овие криминалци, а судството и обвинителството ќе се стават во расчистување на сите криминали, сите инволвирани во овие кражби ќе одговараат. После победата на 8 мај и формирањето на новата влада од страна на ВМРО ДПМН, ветуваме дека за секој што се огрешил пред законот ќе има одговорност. И уште еднаш ги предупредуваме и сите инволвирани во подготовката на оваа кражба на милиарди народни пари да размислат дали вреди за врхушката на СДСМ и ДУИ да ги полнат джебовите сопствени, да одговараат за подготвување и потпишување на вакви криминални јавни набавки. Благодарам.